Здраво во 10:00 часот од студиото на Зебра. Во редноста на ово издание, невообичаен термин, произлегува директно од темата за која што денеска ќе зборуваме. Имено станува збор за Законот за прекинување на бременоста, тема која што ќе биде предмет на јавна расправа и во Собраниската комисија за здравство за околу 1 час. Би почнала таа расправа, а ние тука денеска ќе разговараме со две дами на таа тема. Денеска ќе дискутираме со професорката Ана Мартиновска и со Светлана Јованова од Центарот за грижи и советување жени Лидија. Пред да почнеме со прашање, само да ве потсетам дека можете и вие да се вклучите и во повикуваме и вие да се вклучите во дебатата преку Твитер користејќи го хаштагот #ZebraMK и на зидот на нашиот Facebook профил и на нашиот сајт zebraonline.mk може да одговарате на прашањето на анкетата која што отприлика гласи дали новиот закон за абортус ги ограничува правата на жените. Господи Јованова, изминатава недела Македонија е така малку напната тензична околу прашањето за прекинување на бременост и абортусот поради новиот предлог закон кој што е доставен до Собранието од Министерството за здравство. Почна жолчна дискусија околу ова прашање, меѓутоа многу ми сметаат дека новиот закон во споредба со стариот од 1977 е ист речиси, односно разликите се минимални. Има ли простор за сомнеш во тоа дека навистина тие разлики се минимални или навистина е тоа така? Видете сега, значи закон како закон мора да претрпи измени. Сега дека разликите се минимални или големи разлики, значи тоа останува на правниците и на тие што го донесуваат да коментираат. Но оној што јас би го кажала е дека во законот имаше потреба да се направи измена само поради тоа што законот е донесен в 72-та, изменет 76-та и веќе ние 40 години имаме еден ист закон. А науката, технологијата многу напреднала, значи и во самите тие машини за ехо, самата дигитализација, 3D, 2D, 3D, 4D сега значи се користи, има потреба да се воведат измени во законот за да и се овозможи на жената и подобар пристап и подобра информираност. Значи имаше потреба од измени. Сега тоа што некој вела дека измените се минимални, дека станува збор само за 2-3 члена што се изменети, можеби е точно, можеби не, значи овде станува збор за разна формулација. Сепак, значи ќе кажам, тоа останува на правниците да одредат колку е тој ист или не е ист. Но како жена, како застапник на некои права, сметам дека имаше потреба од вакви измени кои што порано или подоцна требаше да се донесат со самото тоа што гледаме измени во здравството, во болниците, самите лекари се надоградуваат и самите лекари имаат потреба од измени во законот. Затоа што тие одат на симпозиуми, на семинари, на дообуки во странство, каде што технологијата е многу понапредна од нашава и се враќаат овде каде што мораат да работат според закон кој што е стар 40 години. Професорка Мартиновска, се согласувате ли дека овој закон е одговор на овие промени? А каде вие ги лоцирате мотивите за донесување на законот и какви последици би имал тој? Па се согласувам апсолутно со Светлана дека нов закон не беше потребен. Самото тоа што има огромна временска дистанца од кога е донесен постоечкиот закон и кога се направени последните ревизии, апсолутно значи дека е крајно време да поразговараме за тоа дали тој закон функционира во променетите општествени околности или не. За мене проблематично е прво начинот на кој овој закон се донесува, значи по скратена постапка, што самото по себе значи дека тој е недоволно важен за предлагачите. Начинот на кој се обидуваат да го протнат, значи на брзина, јас би рекла на мала врата, без при тоа да се отвори една сериозна јавна дебата и значи да има можност да се консултираат и да се внесат во таа дебата и во тоа осмислување на тој закон сите оние кои што се компетентни и повикани да го прават. Тоа вклучувајќи ги секако и жените и женските организации. Од тука мислам дека кога зборуваме за последиците кои што овој закон сега би ги донел, се првенствено во
тие технички наводни измени кои што се направени, меѓутоа кои за многу жени, вклучувајќи и мене, не се само технички. Значи не станува збор само за промена на некои зборови. Законите се една стриктна категорија во која што секој збор има свое значење. И од тука мислам дека тие во голема мера се како да кажам, го ограничуваат правото на жената на слободен избор. Со самото тоа бара реакција онаква каква што има во момент. Која е најсуштинската промена која што ја предизвика негативната реакција на дел од невладините организации кои за денеска најавија и протести? Најсуштинските се 4 одредници. Те се задолжителното писмено барање кое што треба да се поднесе, задолжителното советување кое што мора да се изврши во сите случаи, задолжителниот рок од 3 дена во кој се чека по советувањето до можноста да се направи медицинската интервенција и задолжителното известување на брачниот партнер. Светлана, се согласувате ли дека новиот предлог закон ги ограничува правата на жените? Па дека ги ограничува не, но им дава можност за подобра информираност. Сепак со тоа задолжително советување, јас сметам дека кај нас постојат жени, значи сега да не ги маргинализирам жените кои што се со пониско образование за разлика од оние со повисоко образование, но има жени кои што воопшто не знаат што се случува со нивното тело. Значи ние читаме дека на страна била 7 месеци бремена, не знаела дека е бремена. И кај нас се случуваат такви работи, ама ние воопшто не сме свесни затоа што тие не излегле јавно на телевизија или пред некој новинар или да отидат на лекар па да им кажат: "Абе слушај докторе, јас се поправам, изгледам многу јадам, а всушност таа во себе има 7-месечно бебе." Значи не ги ограничува, туку им дава можност и на лекарите подобро да ги информираат. Претходно, значи според некои протоколи лекарите требаше да ги советуваат жените, ама не беше задолжително и затоа тие одлучува, значи свесно одлучува жената да ја препуштат на некој понатаму кој што се бави со оваа работа, да и го пружи тоа нужно советување. Сепак овие се извинувам. Значи сепак жените имаат право да бидат добро информирани во секоја област. Што ако жената може ли само да речам, значи апсолутно се согласувам дека советување од различни видови едукација, од различни видови ни се неопходно потребни. Прашањето, значи јас лично се залагам за тие едукации да започнат уште во редовниот процес на образование, значи за сексуално образование во училиштата, од најмладите да почнеме. Потоа се разбира да биде тоа во различни социјални категории, различни, да речеме, неразвиени подрачја на земјата, рурални средини, онаму каде што се нема пристап до здравствена заштита. Значи никој не се обидува да го намали значењето кое што едно советување може да го даде. Станува збор за задолжителноста, што сама по себе може да биде ограничувачка, затоа што може да има жени кои што не сакаат од било која причина, само ним знаена, да не сакаат никакво советување. Конечно, прашањето е, самата формулација вели дека тие ќе бидат советувани, првата одредба е за можните добри страни на задржувањето на детето, што отвара сомнеш дека можеби некој ќе се обиде да врши притисок на нејзиниот слободен избор. И во сите тие одредби, да речеме, во пропишувањето на писмените, начинот на кој тие писмено жените сега треба да се обраќаат, тоа е оној момент кој што ќе усложни процедурата и тоа точно ќе се одрази токму на овие категории на жени за кои вие зборуват. Јас мислам дека тие ќе бидат најпогодени од новите одредби на закон. Значи никој нема право да врши присила врз жената. Жената има право да избере. Тоа е нејзино лично право, значи таа што ќе одлучи понатаму. Никој дури ни самиот лекар, значи нема право на жената да ја каже што треба да прави. Кај нас во моментов се случува, да речеме, ако е трета бременност, лекарот да праша кога да закажеме за абортус. Во тој случај е притисок. Во тој случај се случува притисок, значи со самото тоа што не ја прашува кога да закажат за абортус, претпоставува дека таа жена воопшто не планирала трето дете или четврто или пето. Има семејства кои што свесно планираат да имаат повеќе од 2 деца. Кај нас некој норматив е, значи останало уште од времето на стара Југославија, да се има по 2 деца и толку.
Има семејства кои што може да си приуштат и повеќе деца, кои што може да изгледат 3, 4, 5 па и повеќе. Ама сепак значи останува на жената. А автоматски со самото тоа што поранешното општество ни наметнало дека ние треба да имаме 2 деца, кога жената ќе остане бремена по трет пат, лекарот ја прашува кога да закажеме за абортус, што е сосема погрешно и се наметнува притисок на жената, значи да одлучи за абортус. Ама сега при притисокот не доаѓа од докторите, притисокот доаѓа од државата и од министерот како предлагач на законот. Тој мене ми врши притисок да одам на советување на кој не сакам да одам. Министерот лично не ви врши притисок. Вие како жена, јас како жена имам право да одлучам значи што ќе правам со мојата бременост. Дали ќе ја прекинам или ќе ја продолжам. Ама при самото советување јас можам да дознам повеќе информации за тоа што се случува со моето тело. Значи овде не станува збор само за мојот живот, станува збор за уште еден живот. Значи јас во моментов кога дознавам дека сум бремена, во мене веќе се раѓа нов живот. Значи тоа е научно докажано дека срцето на бебето почнува да чука на 21-виот ден. Ние очекуваме како жени дека редовниот менструален период треба да ни дојде за неколку дена, доцни дни тогаш дознаваме дека сме бремени, а веќе во нас се родил нов живот. Значи, при оваа ситуација ние мораме на некакво советување, мора со некого да поразговараме. Тоа не е едноставна ситуација со која што ние уз кафе, па дури со комшиката да е, ние треба да седнеме и со некого да разговараме. А најдобар разговор би бил со некој кој што е стварно компетентен за оваа работа. Дали е тоа лекар, дали е тоа психолог, дали е тоа социјален работник, кој што може да ни каже, значи, што е тоа што се случува, во каква ситуација сум ја сега, затоа што тоа е шок и за за телото, ама и за самата жена како личност. Можно ли е овај закон, ова обременување на самата процедура да го поттикне медицинскиот туризам во соседството, каде што жените без никакви проблеми, бирократски пречки ќе можат да извршат абортус, па дури и абортусите на црно? Постои ли таква црна можност, црно сценарија? Па тоа се случува и сега. Мислите за абортусите на црно? Да. Значи се случува и сега, значи се вршат абортуси на црно, само тоа што ќе ги погледнат официјалните и неофицијалните статистики. Се случува значи оној медицински туризам каде што ги знаеме и околните држави каде што ја нудат таа можност, каде што жените одат на одмор и се враќаат одморени. Во тој контекст институциите кажа, некои институции стакнаа дека новиот закон ќе подобри контролата. Во кој аспект гледате дека според новиот закон би се подобрила контролата врз сите овие процедури, врз начинот на кој што тоа се организира? Имаше од министерот таква изјава, мислам. Значи, вие не можете некого да исконтролирате што ќе прави, што нема да прави. Значи тоа е факт. Може да се случи дури на одмор да отиде жената да доживее спонтан абортус, да мора веднаш да отиде на брза помош за сето тоа да се среди. Значи не можете комплет се да исконтролирате. Она што треба да се контролира кај нас се тие абортуси на црно што се вршат. Сепак тука постои можност жената е изложена на многу поголем ризик доколку се врши во една мала ординација 2 на 2 со многу не велам нестручен кадар, ама со недоволно опремена ординација. Се случува закон не ги охрабрува зголемувањето на таквите абортуси на црно. Апсолутно. Па видете, ако треба да бирате значи меѓу вашиот живот дали вие ќе ја искреварите на нечија маса или треба да отидете во болница и да го поднесете тоа барање, јас сепак мислам дека би избрале да преживеете. Затоа што големи се случаевите каде што многобројни се случаевите каде што самата жена одлучува да не оди во болница само затоа што ќе ја види некој, па потоа ќе каже дека абортирала. Ама не размислува значи какви последици нејзе ја следуваат со тоа што таа избира да отиде кај приватен гинеколог кој што прво ќе наплати страшна сума за да го абортира тоа дете. А па ако станува збор за поодмината бременост, тогаш веќе сумата е огромна. И не дај Боже да се случи некаква компликација, тој лекар веднаш ќе повика брза помош да се пренесе во државна болница. Независно значи во кој град станува збор.
Значи, жената не знае на каков ризик се изложува. Токму затоа, значи, треба таа да знае што треба да направи. Токму затоа таа треба да има можност да дознае повеќе. И со самото тоа што сега се покренува дебата, со самото тоа што сега ние разговараме за ова и дебатираме дали законот е добар или не, им даваме можност на жените подобро да се информираат. Подобро да се информираат како да се заштитат, значи на девојчињата да не стапуваат во предвремени сексуални односи, на жените ако се во брак, како да се заштитат во брак. Кај нас најголемиот процент на абортуси се случува во самиот брак. Значи тоа независно ако ние сме мажени и дека тоа автоматски имаме 2 деца, автоматски не спречува од понатамошна бременост. И не сакаме или не знаеме како да се заштитиме. Кај нас жените само 4% од нив користат контрацепција. Некои од нив дури не ни знаат што е контрацепција. Со самото ова, значи што им на некој начин им се наложува да го направат, тие ако во овој момент значи одлучат вака или онака, независно значи што ќе направат со бременоста, имаат можност за следниот пат да не се најдат во иста ситуација. Професорка Мартинов, согна тоа што имаме некоја недисциплина, се уште не знаеме како генерално сега не е ова некоја научна анализа, имаме недисциплина во поглед на здраве и на почитување на некои одредби кои што треба да се почитуваат за да водиме здрав живот. Нели сме дека во контекст на овие проблеми што може да се случат околу компликации и така натаму, тоа што одредбата за советување задолжително би било позитивно? Прво морам да се навратам на неколку моменти од ова зашто веќе стана збор. Мислам дека од целата оваа дебата мораме да ги исклучиме сите оние контроверзни ставови во кои што ќе ни идеме на две поларизации на тоа кога почнува животот. Значи секогаш на едната страна ќе ги имаме оние кои што ќе веруваат дека тоа е со моментот на зачнување и оние кои што да речеме ќе веруваат дека тоа се случува кога фетусот се развива во доеден стадиум или оние кои што ќе мислат дека при раѓањето се раѓа детето. Тоа е надвор од оваа дебата, тоа не е важно во моментот. Во овој момент ние треба да зборуваме за она што овој закон го прави. Тоа се токму тие последици кои што можат да се случат со овие измени кои што ги нуди законот. Апсолутно мислам дека бројот на не само бројот на интервенции кои што ќе се случуваат на црно ќе се зголеми. Точно е дека тие се случуваат и денеска, меѓутоа се разбира во случај кога законските одредби ќе усложнат процедурата, таа ќе трае повеќе отколку што тоа трае во моментот, ќе донесат чекање од 3 дена за тоа советување. Значи ќе донесат доколку докторот не ви одобри, ќе треба да се обратите на првостепена комисија 3 до 7 дена, па второстепена комисија повторно 3 до 7 дена. Знаеме како функционира здравството и колку ние ги почитуваме роковите пропишани во законите. Сето тоа прави жената да не стигне некогаш технички да закаже преглед кај мојот гинеколог 2 недели се чека за да се закаже еден обичен преглед. Значи, жената во тие 10 недели најчесто од моментот на дознавање на бременоста до 10-та недела нема да има време технички да ги заврши сите процедури. Да не зборуваме за тоа дека оние кои што ќе доаѓаат од внатрешноста, од помалите места, за нив тоа ќе значи и материјални трошоци за да се стигне во место каде што се нудат здравствените, па сега повторно после 3 дена ќе треба да се дојде на советување, па ќе треба после 3 дена да се дојде да се запазат нели сите законски рокови. Значи, повторно ќе кажам, советувањето за мене не е проблем. Проблем е задолжителноста. Зошто? Предпоставуваме дека било која жена лесно ја донела својата одлука. Најчесто жените ги земаат предвид за дали ќе дојдеме во емисија па размислуваме што ќе облечеме и низа на подготовки правиме. Мислите дека некој оди на абортус без да размисли добро по тоа? Тоа е една исклучително тешка одлука за секоја жена и тука немам дилеми. И таа ниту е начин на кој треба да се планира семејството, ниту треба да биде замена за контрацепцијата. Значи јас апсолутно се согласувам со Светлана по тие прашања. Работата е сега што во случај кога ние немаме советувалишта за контрацепција, ние немаме бесплатна контрацепција, ние немаме дури ни труднички боледувања за сите жени во зависност од тоа нели невработени
различни социјални категории. Така, патолошката бременост сега ја симна од 100% плата на 70% плата. Значи, ние наместо да се бавиме само со последиците, во целата оваа дебата мораме да ги вклучиме и причините. Односно, треба сите овие пари кои што владата, да речеме, ги даде за кампањи против абортусот, требаше да одат во центри, токму во организации кои што ќе работат на превенција на абортусот. Значи, кои ќе работат на сексуална едукација, кои што ќе работат со младите, кои што ќе работат со ранливите категории, со социјално загрозените категории, така, кои што ќе ги информираат жените за нивните права, кои што ќе ги образуваат по сите овие прашања. Значи, мора од некаде да се тргне. Ние мораме да имаме некаков почеток. И со самото тоа што овој закон се менува, јас сметам дека има уште многу закони кои што ќе мора да се променат. Можеби она задолжително сексуално воспитување во училиштата и не е некое најдобро решение, но сепак младите треба се повеќе и повеќе да се едуцираат за тоа што може да се случи доколку тие одлучат да влезат прерано во сексуални односи. Јас добив прашање пред некој ден на една трибина за сексуално преносливи болести и превенција. Една млада личност ме праша кога јас би била спремна да влезам во сексуални односи. Јас си одговорив во моментот кога вие ќе бидете спремни да застанете пред матичар и да потпишете дека сте спремни за брак. Затоа што со самото влегување во сексуални односи си носи обврска, си носи последици. Една од тие последици е непланираната бременост. Друга е, значи, неедуцираноста за контрацепција. Потоа, значи, самата промена во телото што се случува. Зошто исклучувате можноста на самоохрани родители? Јас не ја исклучувам. Јас ја поддржувам, значи, можност за самоохрани родители. Ние имаме како центар, еве можам да кажам јавно дека првата жена, девојка всушност, која што дојде на советување од како отворен центарот, сега е самоохрана мајка со прекрасно мало бебе. Значи, бебето е ангел. Јас не можам да ви кажам, никога кога ја видовме девојкава, колку беше среќна кога одлучи да ја задржи бременоста и кога ни прати слики од малиот како изгледа, јас се расплакав. Затоа што знам, например, во каква дилема беше таа. Неизе воопшто не беше лесно да одлучи што ќе прави. Затоа што беше самохрана мајка, затоа што немаше никаква екзистенција во моментот, затоа што сите околу нејзе ја притискаа да абортира, а таа сакаше да го задржи бебето. Никој во тој момент не дојде кај нејзе да ја каже кои се последиците од абортусот. Никој немаше покрај нејзе тогаш да ја каже дека доколку таа одлучи да абортира, следниот ден ќе треба на некого да му каже колку е, да кои се последиците од тоа да се донесе на свет едно непланирано и несакано дете, кое што ќе нема кој да го издржува. Знаете, убаво звучи рекламата, ма тоа ќе има очиња како тебе. Меѓутоа, што правиме потоа со сите трошоци што едно дете реално ги носи? Значи, кога дојде кај нас на советување, ние ги дадовме, значи, на некој начин трите опции што ги има. Да го задржи значи, да ја задржи бременоста, да ја продолжи бременоста, да го роди детето и да го чува, да го роди детето и да го даде на посвојување и да го абортира. Значи, тоа се трите опции на некој начин што жената може да ги има. И нејзе и беше тешко што го слуша сето тоа, ама јас како жена сметав дека треба да го предочам тоа. Затоа се тие задолжителни советувања. Ние како центар се бориме за тоа, значи жената да биде добро информирана. Треба да знае дека до 10-та недела во кој стадиум е фетусот. Треба да знае дека во 7-та недела тој фетус веќе има своја крвна група, дека има своја ДНК, дека веќе е предодредено каква боја на очи ќе има, каква коса ќе има, дали ќе има кадрава коса или ќе има права коса. Значи, сето тоа е предодредено, жената треба тоа да го знае. Исто така треба да знае дека ако се одлучи да биде самохрана мајка, дека ќе има тешки моменти кога ќе се роди тоа дете. Дека навечер кога ќе почне да плаче, нема да има никој покрај нејзе што ќе стане да ја помогне да го надои бебето. Но исто така треба да знае што понатаму родители се сега сепак една друга тема која што мислам дека овде не е предмет на. Темата е долга и комплексна, очигледно вашите аргументи беа сосема непомирливи на различни страни во интерес на тоа да вие возможиме да учествувате или на собраниската расправа на Комисијата за здравството кога ќе завршиме нашата емисија. За сите ќе биде достапна на Зебра онлайн МК, а во петок продолжуваме на истата тема со нови гости од студиото на Зебра. Ви благодариме што не следевте. Поздрав!